Сакаме да ги повикаме сите институции во државата, вклучително Судскиот совет, Финансиската полиција, Јавното обвинителство, да преземат мерки во рамки на своите надлежности за да ги испитаат сите незаконитости во постапката за стечај во ФН Индустри АД Кавадарци. Исто така, ја повикуваме стечајниот судија Валентина Георгиевска, која што е стечајен судија по овој предмет, да постапи според законот за стечај и да го отфрли планот за реорганизација на стечајниот должник ФН Индустри АД Кавадарци како ненавреме. На 10. мај Global Special Opportunities, истата фирма со која е склучен и договорот и која што ги преземала побарувањата од уверителите, до Основниот суд од Велес поднел план за реорганизација и овој план е поднесен 72 дена после одржување на извештајното собрание од 7 февруари, односно 12 дена после рокот. На овој начин сторена е формална повреда на законот за стечај. Стечајната постапка е судска постапка и стечајниот судија морал да го отфрли планот како ненавремен веднаш откако бил доставен, односно да не го доставува понатаму на било какво постапување. Согласно член 216 став 4 од Законот за стечај, ако во определениот рок не биде поднесен план за реорганизација, со решение на стечајниот судија постапката веднаш продолжува со впаричување на имот. На 10.5, значи истиот ден кога е поднесен, Одборот на доверители во состав GSOL, Цементарница Усје, ТАВ Македонија, Раде Кончар и директорката на Управата за јавни приходи, донеле одлука со која се дава позитивно мислење за планот на реорганизација на стечајниот должник. Мораме да напоменеме и да нагласиме, и ова е многу силен аргумент, уште еден аргумент зошто не треба да се усвои овој план, а тоа е дека при носењето на оваа одлука директорката на Управата за јавни приходи гласала против. Затоа што во планот има причина за тоа. И тука станува збор за надмирување на побарувањата од државата. И тука стечајниот управник исто така укажал на оваа работа во своето изјаснување. На 31.1. со истата фирма Global Special Opportunities или GSOL од Бахамите, стечајниот управник склучил договор за преработка на никелова руда. Од договорот, покрај се друго за што зборувавме минатиот пат, произлегува дека предмет на закуп не се само технолошките капацитети како предмет ствари, туку се и работниците. Ова е неверојатно да се третираат како предмет и дека можат да бидат дадени под залог. Врз кој закупецот има право на целосна контрола, надзор и управување. Сето тоа на основа на договор на закуп, што е апсолутно незаконски и зашто досега никој не реагирал. Ако вака остане состојбава, дека ФНИ нема да трае подолго од септември или декември оваа година, дека тие вработени ќе останат на улица, дека овој гигант ќе биде прогласен за нерентабилен, дека Република Македонија ќе го изгуби ФНИ и дека тие луѓе што денеска ги купуваат со минимална плата, затоа што најлесно се манипулира со сиромашните, дека тие истите луѓе ќе дојдат да побараат помош. Ние имаме проблем кој што е многу поголем од Скопје 2014. И по обем, и по пари, и по штета за Република Македонија. И затоа укажуваме денеска да се обрне внимание на ова, затоа што утре ќе биде доцна.